Владата бара поскапување од 75% на износот на концесиите кои ги плаќаат рудниците. За собствениците на рудниците пак ова барање е неприфатливо. Велат знаат дека треба да плаќаат повеќе, но за нив зголемувањето е преголемо. Се предлага поголем надомест за концесија од сегашните 2% на 3,5% од годишните приходи на концесионерот за металични суровини. Собствениците на рудниците сметаат дека треба да плаќаат според богатството на рудата што ја експлоатираат. Јас и во влада ќе предлагам да за секоја зголемување на надоместоци што ќе влијае во зголемување на буџетот на Република Македонија, тие средства да се користат значи за подобрување на животната средина во Република Македонија, за здравство и за образование. Јас доаѓам од рудникот Бучим кој експлоатира апсолутно најсиромашна руда на бакар во светот и не би сакале да бидеме мерени со рудници кои имаат 2 пати, 3 пати поголема содржина. Во наредниот период ќе се бара решение и за рудникот Иловица. По бурните реакции на еколошките организации дека ваквиот тип на рудници ќе предизвикаат еколошки штети, а може да завршат и потрагично како што тоа беше случај минатата недела во Бразил, кога попушти брана на рудник при што загинаа 40 лица. Министерот за економија уверува дека ќе се најде решение што нема да биде погубно за околината. Се додека ние не сме сигурни дека Иловица нема да ги исполни сите стандарди, посебно за животна средина, секако дека ние ќе заземеме одлука за тоа инвестиција да не се случи. Луѓето што реагираат за браната можеби се и во право. Ова што се деси со Бразил е сега подкрепа на нивните мислења, но има начин како рудата од тамо да се извади и да се преработува централизирано. Преговорите околу тарифникот за концесиски надоместоци почнаа денеска, а за неколку месеци треба да се знае на кој начин ќе се пресметуваат концесиите и за колку ќе бидат повисоки од сегашните. Инаку државата по овој основ годишно наплаќа од 8 до 10 милиони евра. 78% од парите од концесиите се сливаат во општините, а 22% во државната каса.